Италијаните се експерти за маркетинг и знаат како да продадат скап мейнстрим автомобил. А јас се наоѓам за управувачот на BMW серија 5, која производителот вели дека е една од технолошки најнапредните. Се разбира исто како и серијата 7. Ние се наоѓаме токму на овој полигон за да ги испробаме квалитетите, но и технолошките достигнувања на серијата 5. Во изолирани услови ќе можеме да го видиме како функционира активниот темпомат, потоа автономното задржување на правецот, но и останати безбедности остварувања кои ќе бидат како кец на десетка во асистирањето на возачите на пренатрупаните улици, но и паркинзи. За управувачот на серија 5 чувството традиционално е извонредно. Обкружен со последни технолошки достигнувања на возачот му е јасно дека основното што треба да го доживува со овој автомобил е задоволството. Токму поради тоа во кабината се сместени врвни електронски асистенти. Прво што паѓа во очи е големиот head-up дисплеј, чии димензии се за 70% поголеми од оној на претходната генерација, што овозможува возачот цело време да биде фокусиран на патот. Сепак возењето на полигонот не беше во функција на брзината, туку на презентирањето на можностите на опционалниот пакет Driving Assist Plus, кој опфаќа повеќе функции. Тие имаат повеќекратно значење за безбедноста, но и приближувањето до потполното автономно возење. Една од најимпресивните е асистенцијата за одржувањето на смерот во избраната трака на движење, која автоматски ги аплицира корекциите во 3 ситуации, и тоа доколку системот детектира дека возилото ќе ја напушти безбедната рута, доколку возачот ја менува лентата на движење, а не забележал дека во непосредна близина се наоѓа друго возило, и доколку се забележи опасност при приближување на друго возило. Овие системи се оперативни на брзини помеѓу 70 и 210 км на час. Реакциите на возилото кога се вклучуваат споменатите системи се во рамките на очекуваното и нивното делување многу наликува на човечките реакции. Како на дополнување ни беше демонстрирана работата на подобрениот адаптибилен темпомат, со чие делување му дозволува на возачот да биде надзорник на возилото и да интервенира кога сака. Полни со импресии тргнавме на возење во секојдневен сообраќај. Пред нас беа повеќе од 700 км комбинирани патишта, во чии рамки ќе имаме доволно време да ги почувствуваме возните својства на новата серија 5. Вториот ден на возењето на BMW серија 5 е вистинско уживање, бидејќи се наоѓаме во италијанскиот дел од Доломитите, каде што се наоѓаат едни од најубавите алпски патишта за возење. И вистинско место да се најдеме за управувачот на BMW 540, бензинската верзија со 330 конски сили. Се наоѓаме на преминот Стелвио, кој е познат по многу кривини и извонредна панорама на Доломитите. Она што во прв план ќе дојде, тоа е управувањето на новата серија 5. Околу управувањето, токму околу него има многу критики, но и многу пофалби. На некои електрохидравличното управување не им се допаѓа, бидејќи сметаат дека немаат вистинска интеракција со автомобилот, додека па другите го фалат на полна уста. Во овој момент го возам автомобилот во опцијата комфорт, но поради конфигурацијата на патот јас ќе ја употребам спортската суспензија. Не само суспензија, туку и спортските манири на возење на овој автомобил. И да видиме што се менува. Веднаш се чувствува како моторот
ја испорачува сета сила, а ја си имам погон на сите тркала. Она што морам да го напоменам е дека управувањето е многу поинакво од она што беше во модусот на возење комфорт. Едноставно, овој автомобил претрпува огромна трансформација, карактерна трансформација. Серија 5 од една луксузна и лежерна лимузина се претвора во вистински спортски автомобил. Управувањето е извонредно директно и прецизно, а благодарение на активното управување и погонот на сите 4 тркала, овоа возило е како залепено за асфалтот. Во текот на дводневните возења на серија 5 имав можност да седнам зад управувачот на моделите со 2-литрен и 3-литрен дизел мотор. Сите тие имаат една заедничка карактеристика која е типична за BMW. Со самото влегување во внатрешноста на возилото се чувствувате интериерот како да ве асимилира, како да станувате еден дел со возилото. Тоа се однесува за седењето на предните седишта. Возачот има извонредна позиција со прекрасен поглед на одлично смислени и ергономски поставени инструменти. Како што реков, мене многу ми се допаѓа она што го доживувам зад управувачот на BMW серија 5. Но ова не е совршен автомобил. По вокација, серија 5 е премиум модел и се надпреварува со Мерцедес Е класа, но и Jaguar XF, како и Audi A6. Она што ме разочара помалку кај серија 5 е местото на задната клупа. Едноставно, кога ќе се наместите во идеална позиција на предните седишта, на задните останува многу малку простор за колениците и за стопалата. Сепак, BMW ова го оправдува како компромис во однос на спортските манири и перформанси на возилото. Јас им верувам на збор, но секако би одбил на подолга релација да се возам на задната клупа во новата серија 5. И на крај, што да се заклучи за оваа лимузина? Пред се има извонредна палета на опременост како и на мотори. 8-степениот автоматски менувач е повеќе од добар и одлично се снаоѓа со било кој мотор од палетата на BMW со кого е впарен. BMW успеа да направи една лимузина која има универзални вредности, и спортски, и комфортни, но и секако дека е статус символ. BMW серија 5 е возило кое е одлично избалансирано. Има одлични атрибути и неговата цена, како и возни перформанси, се извонредно избалансирани. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Јас срдечно ве поздравувам и ви закажувам идна средба за 7 дена. До гледање.